Добре дојавте во моето ново видео. Денес ќе снимаме за земјотресот кој се деси пред 2 недели во Битола. Ова видео што го снимам сега требаше да го снимам тогаш за случката, имав обврски и не можев да го снимам, затоа го снимам сега. Па да преминеме на главното. Тоа беше на 9 јануари. Точно беше името мое. Свети Стефан, чекав другари да ми дојдат. Бев на вториот спрат. Почнавме да се забавуваме, да пијаме, како што се знае како секој име. Нормално се пие и се забавувам. Па, откако почнав се забавуваме и да играме, тоа беше околу 11 без 15, мислам сато. Почна да има бучава и да треси. Ни тогаш бевме застанати малце, одморвавме. Кога слушнавме дека има бучава, излеговме надвор. Сите звоне по телефони да видат што како, но немаше мрежа, беше исклучена, па излеговме надвор да не има уште нешто да не затреси, не Господа ни падне нешто. Кога излеговме надвор, сите луѓе беа во паника, плачеа, некои мужи спија, беа за на работа, па останаја надвор цела вечер. Ние седевме околу пола сат надвор, видовме дека се смири состојбата, си влеговме дома, почнавме пак да се забавуваме, ама највеќе тоа како што почнавме кај 9 сатот. Знам дека најпоќе ги джалам во зградите кои се многу во паника и се уплашени. Јас живеев во 2007 во стан, потоа се префрли да живеам во куќа. Добро, ни во куќа не е нешто нај и да си на втор спрат или на прв се случува тресење, но затоа треба да пазиме што можеме побрзо да излеземе, да не седиме во куќи или во старите може да се рушат. Како што гледав на вестите, имаше и урнатини, оштетени ѕидови, телевизори, скршени чаши, но за жал за среќа наша ништо немаше оштетено во мојата куќа. Но сега треба да се пазиме, како што знам, и имаш уште 2 земјотреса, еден беше 3,5 и третиот беше 4,2. Не ме фаќа да се збори, не знам точно колку беа земјотресите, но пак бевме во паника околу уште една недела. Потоа се смири состојбата. Најпоќе штети имаше во зградите, имаше и во куќи кои што беа постари, кои што никој не живееше, но пак треба да се пазиме. Спрв пат гледам земјотрес, како мал немав осетено, но имаше и во 1994 година на 27 септември исто во Битола, тоаш не бев ни роден јас. Затоа што сакам да ви кажам, дека пазете се, не е заебанција работата, иако сте во куќи не е ништо, ама пак треба да се излези. Знам дека во станоите тие што живеат на највисоко е стресно многу. Паѓето како што гледам и на вестите што кажува дека спија во коли, од чему било страв. Затоа пазете се, чувајте се, не знаеш што носи животот понатаму. Толку од ова видео, да не ве задржам, сакам во кратки црти да ви објаснам за земјотресот како го поминав јас лично, да ви кажам што беше, како беше, па се гледам во некој наредно видео. Поздрав! Заборав и да ви кажам за крајот дека за брзо ќе снимам со 2 познати личности, не точно да ви кажам кој. Ќе видите кој ќе ги клам на мојот канал, за брзо чекувајте.